Крајот на овој месец е пријавувањето за финансиска поддршка за органското производство. Овие земјоделци имаат од 30 до 100% поголеми субвенции од другите фармери. Една од главната причина за тоа се повисоките трошоци за започнување на овој вид на агробизнис. Божидар Трајков, кој 10 години произведува органски киви, вели дека почетната инвестиција бара повисоки финансиски средства. Кој производство, значи, не сме да се употребуваат никакви пестициди, ни химикали, ни вешки ѓубриво. Тоа е се на природна база со домашно арско ѓубриво, шталско ѓубриво. Нашиот сертификат е преко швајцарската компанија, преко Сен-Гален, тоа е град во Швајцарија кој што има голем развој на органско производство. Преко Бугарија, Балкан Биосерт, преко друштво, добивме сертификат, дојдел луѓето, 3 години се инспектираше, се водеше деловна книга, се водеше секоја операција што е извршена, мора да биде запишана и дата, и месец, и се, и со кои латки, и како се после латките чуваат за ова органско производство. И од тогаш до денеска ние со тоа се занимаваме. Органското производство се субвенционира со 30% повеќе од примарното, а од купувачите, трговците и извозниците и со дополнителни 5% од вредноста на продадените производи. Годинава, органските градинари ќе добиваат повисока финансиска поддршка за 70%, а лозарите и овоштарите за 100%. Половината од трошоците за сертификатот за органски производи ги покрива државата. По 3500 денари за хектар, следуваат и за зеленото ѓубриво и за земјиште оставено за плодоред.